Па како што видевте, денеска беа само учениците, наставниците кои на некој начин ќе го практикуваат. Ќе практикуваат оваа програма. Знаете, пред една недела се усвои програмата за училишен спорт, што официјално отпочнува со работа затворениот базен. Направиме програма за училишен спорт 6 часови на ден за сите школи од основни и средни, оние кои имаат овој пливачки спорт кој го практикуваат, значи кои знаат да пливат. Како што најавив, значи ќе биде околу 140 часа на месечно ниво. Пријавени се до сега луѓе што може да користат, околу 4000 ученици вкупно. До сега имаме добиено околу 2000 согласности од родители, бидејќи без согласност од родител нема да може да има оваа вошколска активност. Значи ќе имаме по 8 професори кои ќе бидат у група со сите овие ученици. И ги имаме 4 спасувачи, значи едуцирани спасители, кои ќе бидат постојано вработени и за граѓанството. Како што најави во говорот, ние спремаме проектна документација за мал базен за непливачи. Тоа ќе биде негде 5 на 14 до 15 метри со длабочина 80 сантима за почетници, непливачи. Ќе биде во склоп на самиот базен, ќе користи енергетиката од базенот. Значи, само ќе го прошириме обсегот со една површина од 160 квадратни метри. Значи, топлите чворови ќе бидат поврзани и ќе биде во склоп на едукација, бидејќи ние немавме можност да направиме првично замисла со хидравлична платформа, бидејќи цената на таква платформа е енормно висока и нашите прорачуни кажуваат дека 3 пати е поевтино да го направиме овој мал базен, кој ќе се користи понатаму и за други активности, сем за непливачи, аеробик, вежби во вода и така натаму. Значи, ги охрабрувам родителите да ги дозволат децата да се бават со овој племени спорт, бидејќи тоа е еден од најблагородните спортови, кој што кажав, ствара една психофизичка профилација и исто така здруженијата и клубовите кои треба на некој начин што побро да се формираат пливачки клуби каде граѓаните ќе имаат мимо овие часови на едукација на пливање да имаат шанса да го користат овој спорт. Мене ми е посебно задоволство денеска во овој прекрасен амбиент со учениците. Не повикавме ние ни други структури, само секторот за образование и училиштата, бидејќи такови капацитетот, и затоа преку вас медиуми се обраќам до сите заинтересирани, до Советот на општината, благодарност за нивната поддршка на овој проект, бидејќи беше една габаритна дискусија, да кажам, каде имаше за и против, меѓутоа со овој денес на настан кажуваме дека програмата оди во добар правец. Од кога ќе можат граѓаните да го користат? Тоа прашање, значи сега ќе користат само програмата за училишен спорт и пливачкиот клуб кој има договор. Ние на крај на месец има уште една седница на Совет каде ќе бидат усвоена систематизација и ценовникот на ЈП Чистота. Знаете дека уште не му е предаден, бидејќи предавањето е со договор за примопредавање, а за да го направиме тоа треба да имаме упишено централен регистар и да имаме потврдена систематизација. Ценовникот ќе биде на една цена на наредна седница и од тој момент ќе се практикува за граѓанство. Мислам за 10 дена ќе бидеме во состојба, а сега овие 10 сата ќе бидат пливачкиот клуб и програмата за училишен спорт. Негде на месечно ниво нашите прорачуни одат во таа начин, субвенцијата ќе биде во енергетиката, тоа е гасот, потрошена електрична енергија и хемикалии. Наши првични прорачуни е дека на месечно ниво, сега ќе видиме која ни е почетна верзија, прорачуни се негде од 700 до 900 илјади зависно од временските услови.